Шопинг дестинациите, празничните и викенд патувањата се во тек. Од туристичките агенции посочуваат дека при крајот на летната сезона интересот кај граѓаните е голем во однос на викенд патувањата, за да може да ги искористат слободните денови. Големиот избор на патувања се јавува и за манастирите Туман и Рилскиот манастир, а воедно и понудите се во тек за следниот споен викенд на 11 октомври во Будимпешта и Италија. После со завршувањето на летото започнуваат оние викенд патувања, празнични патувања, патувања во однос на самите празници, каде што луѓето најчесто одбираат еден вид на традиционални понуди или програми кои што ги нудиме. Така да имаме голем избор на понуди, тоа се манастирите во близина, шопинг дестинации како градот Солун кој што често го посетуваме, манастирите во однос на Рилски манастир, на манастирот Тумане во Србија кој што е доста актуелен и често е посетуван. А секако овде се и празниците кои што ни наближуваат, например за 11 октомври, каде што веќе започната уплатата и еден начин започната целата програма во однос на патувањата кои што ги нудиме за Будимпешта и за Италија. Слободните денови ќе ги наполнат туристичките градови, посочија Штипјани, секој со својот джеп. Деците дека постојано граѓаните одлучуваат да патуваат. Едни заминуваат на море, а други на планина. Па зашто да не одат? Нека одат, сигурно. Сите одат, младите одат секој, ја не верувам да не одат. Нека одат на викенд. Сега празник има, да, 8 септември, има 3 дена, ќе одат, зашто да не одат? Ке патуват, како нема да патуват, они само чекат викенд да дојде веќе цело лето, одмори терат, викенди терат и ќе одат, како нема да одат. Па не знам кој има пари, ќе оде. Грција, Бугарија. Инаку 8 септември е денот на независноста на Македонија, државен празник кој се празнува во Македонија. Празникот ја означува сувереноста, независноста и самостојноста на Македонија и македонскиот народ.